Со добар 3 студентите го оценија квалитетот на живот во студентските домови. Покажа истражувањето на животниот стандард во 3 студентски дома: Пелагонија во Скопје, Кочо Рацин во Битола и Браќа Миладиновци во Штип. Што го направи Младинскиот образовен форум во текот на 2020 година. Пандемијата дефинитивно го смени животот во студентските домови, ама тие и понатаму остануваат главно живеалиште за голем број студенти кои што не студираат во своето родно место на живење. Затоа и оваа емисија ја посветуваме на оваа тема, поттикнати од новото истражување. Во неа гостуваат Сара Николовска, председателка на Советот на станари во Битолскиот студентски дом Кочо Рацин, Благојче Трушевски, станар на Скопска Пелагонија, Сара Симовска, архитектка и дел од Здруженијето Меле, како и Петар Барлаковски од МОВ кој стои зад истражувањето. Ви благодарам на сите што одвоивте време и што сте дел од оваа емисија на Радио МОВ. И ќе почнеме од она што го најавивме. Барлаковски, истражувањето го нарековте за станарските работи. И оно што ме интересира за почеток е дали добар 3 е задоволителна оценка за живот во студентски дом? Секако дека не е задоволителна оценка, тоа е една оценка која што за жал ги отсликува реалностите со кои се соочуваат студентите во студентските домови. Знаеме кои се тие реалности: лоши услови за живот, почнувајќи од инфраструктура, недостаток на културни и спортски активности внатре во рамки на самите домови, како и недостаток на средства и простори за учење. Бар овие се оние 3 главни проблеми кои што самите студенти ги во истражувањето ги обелодени како најприоритетни проблеми со кои се соочуваат. Што е она што го очекувавте пред да почнете со истражувањето и дали може би тие очекувања беа исполнети од самото истражување? Обично прво перцепцијата е дека животот во студентски дом не е така розов, посебно ако го имаме фактот во предвид дека голем дел од студентите избираат живот во приватно сместување на сметка на живот во студентски дом, што на пример не е случај кога одите во странство. Така, значи првичната идеја нас кога го правевме ова истражување беше меѓу другото да видиме и дали квалитетот на живот во студентските домови надвор од Скопје може би подобар, полош или пак сличен со оние во Скопје. Ова го кажувам поради тоа што лани минатата година ние веќе направивме едно истражување со истата методологија за студентски домови во Скопје, но овој пат решивме да се фокусираме на студентски домови надвор од Скопје, меѓутоа дополнително да го вклучиме и студентскиот дом Пелагонија како еден од најголемите, ако не најголем студентски дом во државата, односно дом кој што прима најголем број на студенти. Сега во однос на очекувањата, јас морам да бидам искрен дека ги очекував горе доле овие резултати, повеќе од аспект на тоа дека бар јавноста е запознаена колку толку, особено ние што сме по навлезени, да кажам, во материјата со студентските домови и студентскиот стандард, ги очекувавме овие резултати, зашто поради тоа што знаеме дека веќе со долги години наназад студентските домови на вистина не се приоритет кога станува збор за инвестиции или подобрување внатре во условите, потука сосема нормално е во рамки на тие услови и во рамки на тоа обкружување да се добијат и овие резултати. Но дополнително она што е интересно, бар нас како истражувачи што не беше интересно при анализирање на домовите, односно при анализирање на податоците од истражувањето, е тоа што студентите голем дел од вината, условно кажам, за условите во кои што се наоѓаат, ја пронаоѓаат и во самите себе. Секако оваа вина се препишува на одреден дел од проблеми, не можеме сите проблеми нормално да ги насочиме кон самите студенти, меѓутоа доволно е тоа што кажуваат дека проблемот е двостран, дека освен тоа што имаме недостаток на финансии и тоа што на студентските домови не се приоритет на владите, дополнително кажува тоа и дека студентите сами се прецепираат себе си можеби како едно делче од целосниот проблем во врска со студентските домови. Во емисијата ги имаме Сара и Благојче, и двајтата живеат во студентски дом во моментов. Сара Николовска, со која оценка вие би го оцениле живењето конкретно во Битолскиот студентски дом? Здраво од мене. Благодарам за поканата за ова онлайн дискусија. Пред се сакам да кажам дека што знам, од една страна сум изненадена, од друга страна не сум изненадена за оценката. Конкретно, ако правиме муабет за нашиот студентски во Битола, јас лично само пофални зборови можам да кажам, посебно заедно со нашиот директор, како што веќе трета година ова ми се чини кај што е директор на студентскиот дом, Сонја Карапец. Значи, едноставно, секоја идеја
што ќе ни падни на студентите, таа сака да ја реализира. И секоја година се повеќе и повеќе се трудиме и ние студентите нормално, и ние студентите како и директорката да вложуваме во студентскиот и да направиме нормално. Да биде подобар живот во студентските домови, со тоа да привлечеме и нови студенти, бруцоши да наречам, повеќе да избираат да живеат во студентски домови, него нормално приватно сместување. Сега, тоа што слушнав за оценката, можам да претпоставам од каде таква оценка, со оглед на тоа што секакви муабети слушам за студентските во Скопје. Имав прилика да одам пред некоја година, само не ми текнува во кој студентски беше во Скопје и стварно условите се лоши, да не речам, да не се изразам пак малце прегрубо. Ама лично за студентскиот наш во Битола, мислам дека и прочуен е така дека и подобар во смисла на услови, во храна исто така. Така да можам да кажам дека јас ако го оценувам само нашиот, ќе биде стварно петка. Имаме и услови и досега, колку што знам, студентите стварно се презадоволни. Петар, која е оценката на студентите во вашето истражување конкретно за Битолскиот студентски дом? Според нашето истражување, студентскиот дом Кочо Рацин Битола има оценка од 3,62 на скалата 1 до 5, 3,63 во Браќа Миладиновци, 3,02 во Пелагонија. Што можеби се поврзува со ова што го кажа Сара, тоа дека можеби домовите надвор од Скопје нудат поквалитетни услуги, односно имаат подобар студентски стандард на домовите. Впрочем, тоа може да го видиме и според самите бројки. Оној што е во Скопје, односно студентскиот дом Пелагонија има најнизок број, односно најнизок просек од 1 до 5 во однос на квалитетот. Следното прашање ми е до Сара Симовска. Заедно со Миле влеговте во сите 3 студентски домови во периодот додека се работеше истражувањето. Сега истражувањето нотира, како што спомена и Петар, дека најголем проблем се лошите услови за живот, недостигот на средства и простори за учење и недостиг на спортски и културни активности. Вие како архитект, какво беше вашиот впечаток за животот во овие студентски домови? Како што другата Сара веќе рече, значи ситуацијата во сите 3 дома е скоро различна, така што не можеме да генерализираме и не би сакала да генерализираме. Искуството беше различно. Условите, мислам дека нашата задача не беше толку да се фокусираме на условите како такви, затоа што мислам дека за да се подобрат условите, сите знаат кои се не треба архитект да им каже на луѓето кои се базичните услови за една студентска соба. Значи, не знам, подот да е нов, да нема влага, да има добра изолација, значи да не е ладно, да е загреана собата, да има доволно светлина, не знам, зидовите да се искречени, да нема прашина, да не знам, значи тоа се некои основни работи кои што мислам дека секој нормален човек ги знае. Нашата задача беше повеќе во овој проект водосно да внесеме некоја нова содржина, кое што, и затоа се нарекува мали просторни интервенции, кое што подоцна како во некаков butterfly ефект се надеваме, а ќе видиме, ќе предизвика и други промени во овие студентски домови. Па така ние направивме мали просторни интервенции во дворот на овие студентски домови и баш ме интересира да ми кажат и луѓето кои што се сега тука како сега се користат, затоа што за некои добивме фидбек преку Инстаграм, не за сите. Што се случува понатаму со тие интервенции и да видиме дали ќе бидат тие тригер за понатамошни други интервенции во самите домови. Уште едно прашање имам, Сара, до вас. Значи, потребна ли е култура во студентските домови? Бидејќи на некој начин тој дел се занемарува. Студентите велат, значи во истражувањето е кажано дека им недостасуваат одредени простори. Има ли доволно простор во самите студентски домови? Пак ќе речам, не можам да генерализирам, затоа што од ситуација до ситуација е различно. И мислам дека и јас самата треба да направам подетално истражување за да дадам одговор на ова прашање, значи не сакам да давам онака одговори од ракав, што би се рекло. Мислам дека, например, во Скопје, не знам, значи можеби во Скопје има многу простор, се работи за реискористување на постоечките простори понекогаш. Например, за домот во Скопје во Пелагонија има прекрасна трпезарија, значи со осветлување на таа страна,
Само е многу битен менеджментот. Значи, кој би рекол дека таа трапезарија не може да стане на пример галерија и простор за изложби, каде што студентите кои што се на некои уметнички факултети, па или оние кои што се креативни, може да се на електроама, имаат некаква креативна пасија, да направат изложба во тој простор. Или на пример и самите ходници во студентскиот дом во Пелагонија беа многу широки, исто така може да се искористат за некакви алтернативни активности. Значи, не се работи дека некогаш недостасува простор, него недостасува менеджмент, идеја, можеби вклучување на самите студенти во како да се менаџира домот, затоа што не верувам дека секогаш директорот знае се, нели? Тоа е само тука како слушач повеќе отколку извршувач на активности, според мене, би требало. Така што, мислам, сигурно сум дека постои простор, меѓутоа недостасува Може би визија? Визија, апсолутно. Сигурно сум дека има и визија, меѓутоа не е слушната. Помеѓу студентите. Нема платформа каде што они ќе кажат што им треба. Во таа насока ќе ми биде следното прашање до Благојче. Интересно што во истражувањето на МУП се наведува дека станарите за моменталните состојби најчесто сметаат дека виновни се самите студенти, бидејќи не реагираат кога има проблеми. Меѓутоа, во домот Пелагонија се појавува уште еден проблем. Студентите сметаат, барем оние кои што биле анкетирани за потребите на истражувањето, сметаат дека има незаинтересираност и кај раководството за подобрување на условите за живот. Зошто ова е став кај студентите? Колку тие преземаат работи во своји раце кога имаат некаков проблем? Јас лично би кажал на тоа дека мислам најголема вина е во тоа што студентите се плашат да некој нешто им направи или нешто слично, затоа што јас конкретно имав таква ситуација да кога се избираше тој совет на станари слично и кога се избира група на луѓе кои што би пристапиле кон истото, викаат демек оти да бидеме ние да се замеруваме со некои од претпоставените. Зошто да се замеруваш со претпоставените кога ти само даваш предлози кои што јас сум сигурен, како што кажа Сара, дека доколку ние бидеме такви луѓе кои што ќе имаат една иницијатива за да одиме напред, дека работите ќе се сменат. Ние не можеме само да чекаме така да седиме и директор имаме нов, ај тој да видиме ли ќе се смени нешто. Ај после директор ќе бараме друг, ај да видиме тој да не смени нешто. Значи појдовно од нас самите мораме да почнеме да ги променуваме работите. Тоест, нели има да кажам дека работата, оние промени кои што сакаш да ги видиш во светот, почни ги од самиот себе си. И најчесто мислам дека не треба да се плашат студентите без разлика дали тој бил кандидат за председател или бил председател или што и да бил, или во ништо да не бил, секој да се застапува од своја страна и било каде да го искажуваат своето мислење и да дават некои нови идеи. Барем јас сум за тоа. А дека навистина постои страв. Реално тоа е. Во Пелагонија, например, според испитаниците, само 3,2% од студентите имале искуство со теми кога реагирале за одредени проблеми и тоа реагирале главно за мензата и за немањето топла вода. Благоче, дали ти си реагирал некогаш, значи, на она што тебе ти пречело и дали имало некакви промени? Видете вака, јас сега ќе ви кажам, две главни работи и најактуелни во Пелагонија се немање топла вода и лошата храна во менза. Тие се две работи. Тоа дали имало некој културно, не знам, забавни или било слично шо и да е во врска со тоа, дали требало да има да се собериме ние да направиме некој пинг-понг турнир или сето тоа е останато, тоа се остава на страна. Значи, единствено, сите се фокусирани на топлата вода и сите се фокусирани на јадењето. А ова другото не е битно. Да, јас сум бил таков, да, еве сега во последниот период и често се занимавам со тоа да имаме многу повеќе некои културни организации, односно на тоа да правиме некои сево можност на тоа колку ни се овозможуваат сега, пошто сме, нели, актуелно е пандемијата. И после тоа да можеме да организираме повеќе надпревари во однос на пинг-понг, шах, табла, шо и да било, да бидеме малце по заинтересирани за работите и малце повеќе да се буниме за да можеме да добиеме нешто. Јас лично до сега сум се бунел за повеќе работи и можам да кажам слободно дека многу повеќе работи се смениле. Баш претходно бев разговарал со одредени личности во управата дека храната треба да се подобри, дека топлата вода треба да се подобри и мислам дека претходната недела почнаа да работаат на бољерите, на средување на бољерите за имање повеќе топла вода,
се промени и лифт уште еден се додаде во функција и денес конечно официјално имаше и промена и во мензата, односно во распоредот со јадење. А што се случува во студентскиот дом Битола? Во Пелагунија се уште чинам дека нема формирано совет на станари, дека пандемијата малку го одложи овој процес. Во Пелагунија овој совет на станари функционира. Ама сега кога станува збор, значи за тоа дека студентите треба да влијаат за нешто, како главни причини зошто тоа не го прават се посочуваат перцепцијата дека нели само студенти блиски до раководството на домот можат да направат некаква промена, или пак студентите се одлучуваат да не реагираат затоа што едноставно немаат време за да се занимаваат со работи кои што директно па не ги тангираат нив. Колку се активни студентите во Битола и што е потребно за да се смени оваа перцепција? Се сложувам скроз и со Благојче и со Сара, за тоа дека страф има кај студентите, не знам дали ќе бидат исмејани или нема да се слуша нивниот глас или било што, има значи сегде и реално можам да кажам дека тоа индивидуално е, значи сите луѓе сме различни. И затоа исто за храната, и тоа мислам дека сепак не дека не и кај нас нормално и во нашиот обично не се жалат децата за храната овде, конкретно во нашиот студентски дом, ама многу нормално дека има пак студенти што пример, ова не ми одговара, она не ми одговара, тоа значи се дешава сегде, значи и било каде. Само што конкретно мислам дека за храната многу малци има поплаки. За студентите нашиот значи совет на станари работи. Ова година малце покасно се формира и тоа што и покасно мислам дека беше и вториот рок за сместување во студентските домови, ама сепак е направен. Кај нас конкретно ние дека студентскиот дом во Битола се е поделен на 4 блока. Секој од нас, мислам, си има председател на секој блок и тој си има група од сите студенти во тој блок. Ако некој, било кој студент има некоја идеја, пример, што сака да ја претвори во реалност, може да го контактира председателот и тој ќе ги контактира директорите, надлежните, било кој, за да може таа идеја да стане реалност. Можам да речам пак дека има некои студенти што ќе се издвојат, пример, не знам, председателите, замениците председатели, што ќе се издвојат и ќе имат повеќе идеи. Ама тоа не значи дека и некои, да не речам, не знам, обичните студенти да се изразам, не дека и тие не може да имат некоја идеја и таа идеја да се исполни. Како што рековте, потребна е стварно самовизија и са тоа фала Богу дека ќе биде во текот на годините, не може да се наеднаш да се реализира. Постепено. Оно што дека ме интересира, ако 91% од студентите кај вас, значи во домот, не биле вклучени или не сакале да се вклучат во носење на некакви одлуки, што беше оно што вас ве мотивираше да речете, еве, јас сакам да се кандидирам да бидам председател на совет на станари? Знаете како? Не знам, јас од секојаш така сакам такви работи, сакам предизвици, сакам такви работи кои што ќе можеме примерно да се побуниме за нешто, за да добиеме нешто во студентскиот и ми се чини тоа лично беше од мене. Јас самата сакам да се вклучам во некаков проект, да не речам, и се кандидирав и не сум имала досега и повеќе години сум во студентскиот, не сум имала воопшто ни проблем со другите студенти, мислам дека затоа и немаше никаков проблем околу кандидатурата и ме избраја, па еве сега функционираме супер. Ќе видиме понатака сепак. За сега супер функционираме. Милијан работеше на 3 интервенции во студентските домови. Сега пандемијата верувам дека ги наруши оние првични концепти, дали во еден дел или во поголем дел на она што го планиравте. Ама знам една работа дека сепак бевте во контакт со студентите. Сега како беше интересот од страна на студентите да се вклучат, значи, и да сменат нешто подобро? Што посакуваат тие и колку беше тешко можеби да се пресретнат нивните идеи? Прво нешто, сакам да искоментирам само малку за тоа што кажа студентите веќе во домот. Значи, многу е битно зборовите кои што ги користите. Да се побуниме или да... Вие не се побунувате. Вие иницирате, тоа е ваше основно право, да имате, значи, добра храна, значи, вашите родители плаќаат даноци за тоа, вие утре ќе плаќате даноци и вие не се буните, вие едноставно не треба да се, нема што тука да се плашите, едноставно тоа си е основна работа што мора да имате во вашиот дом. Така што, ако, например, ова што го спомна за храната во Пелагунија, организирате готвење заедно, сите ќе влезете во кујна и сите ќе готвите и сега направете еден ден каде што сите студенти ќе готват. Значи смената
логиката на така како влезете во менаџментот на домот, кажете ова е наш дом, јас сакам да си ја зготвам храната, сакам да сменам нешто. И онак мислам дека и директорите нема да ве чувствуваат како закана, туку како пријатели, дека вие сте сите заедно дел од една приказка. Во однос на прашањето кое што ме праша, беше интересно, сметам дека, не знам зашто мојот впечаток дека во Штип и во Битола чувствувавме поголема поврзаност, како и со менаџментот на домот, така и со студентите. Иако и во Скопје ни се приклучија некои студенти при крајот на монтирањето, меѓутоа како во Скопје да постоеше некаква, не знам како да кажам, као сега па кои сте вие тука да не знам зашто така, не знам, чувствував некоја формалност, некаква ладност, не знам, некако не бевме толку пријателски пречекани и искрено сватив која е тука разликата помеѓу нас скопјаните и луѓето од помалите места, значи мислам дека ние изгубивме чувство на домаќинство, на заедништво, некако станавме многу ригидни, многу машински, некако таков впечаток добив. Иако за жал заради пандемијата не можеа повеќе, затоа што обично во нашите акции секогаш се вклучуваат студенти, сега беа многу исплашани. Мислам и самите студенти што учествуваа во работилницата, меѓутоа сепак одзивот потоа, конкретно за пример за интервенцијата во Штип, затоа што и таа беше некако најна улица ставена, на најјавен простор, некако на Инстаграм се слика многу луѓе со интервенцијата и мислам дека тоа нас не значи. Тој фидбек некако ни е најдраг. Не ни е битно дали, не знам, некој ќе ни се јави, ќе ни рече супер ве проектов, него како луѓето ќе одговорат на нашиот проект и кои чувства ќе ги предизвика тоа кај нив. Така што и за Битола исто така, и за Скопје, иако за Скопје беше смешно зашто директорот мислел дека не е завршена интервенцијата. Ама тоа беше идејата, така, окей, ние го правиме ова, баш тоа зборавме, затоа што се коцки само како дрвени и сега баш зборавме со нив, донеси си кебе, донеси си перница, значи збогатија, донесете цвеќе, офарбајте го вијат зидот црвен, значи не значи, окей, ова ни го направија, не знам се таму некоја организација и се завршува све, сега кога ќе дојде некоја друга организација НАСА да не спаси од домов, не, не знам, ќе најдеме начин, ќе го средиме, значи ќе го направиме како што ние сакаме. Така што, да. Благојче, Сара, може би сакате да дополните нешто? Јас се согласувам сосема со Сара што кажуваше за тоа во Пелагонија. Да, мислам дека тука е најладен односот во однос на тие некои нови работи. И сметам и мислам дека во Пелагонија од сите тие проекти кои што ги направиле најмалку се користат од страна на студентите. Затоа што не знам, не се навикнати. Јас сум трета година тука во Пелагонија и имаме поголем процент на пасивни студенти во однос на тоа дека нивната обврска е да учат и да ги бркаат тие работи околу факултетот и се околу домот се стават на страна. Доколку ние бидеме такви, прошлата година, како што кажав претходно кога се видовме за емисијата, имавме еден спрат кој што беше стварно поврзан помеѓу себе. Јас секогаш викам тоа да повеќе се дружиме и повеќе комуницираме и да, не знам, ако ние би направиле сами од себе, како што го спомна предлогот со носење на кебе, цвеќе и слично, доколку ние сами би направиле некој таков чекор, јас мислам дека многу повеќе се користи и дека многу подобро ќе биде. Ќе споменам туку што еден момент, веројатно, кој што претпоставувам дека влијае на користењето на просторите, тоа е пандемијата. Сара, колку пандемијата го смени животот на студентите во Битола конкретно? Да бидам искрена, стварно многу, ради тоа што пред да биде ова пандемијата со вирусот, доста посебно во летниот период, мислам летниот, да речем летниот семестар, многу бевме активни ние студентите во смисла премногу се играше пинг-понг, надвор имавме поставено мрежа за одбојка, се играше одбојка, ради тоа што голем двор имаме кај нас во нашиот студентски. Па не знам, кебиња долу постилавме, па маси, па ептен имаше дружба, па звучници носевме и сетото. Сега со пандемијата стварно многу е намален, да не речем, забавниот живот. Ама сепак сега таков е периодот, се повеќе се става акцент на почитување на мерките на протоколите наместо на забавниот живот, се реално тоа е реалноста, да не речем. Се надеваме дека што поскоро ќе бидеме ние послободни да реализираме некои наши цели и да почне сосема, да не речем, забавниот живот се повеќе и повеќе да се развива, ама сега, за сега,
рацете ни се врзани, не можеме ништо околу тоа. Мора да се почитуваат мерките. Белаковски истражувањето има уште еден дел насловен корупција во студентски домови. И сега тука исто така има интересни заклучоци, како на пример дека повеќе од 1/3 од испитаниците имале лични или искуство втори рака со некаква корупција, како користење врски, лични познатства за добивање студентско легло, за привилегии, за подобар третман во студентскиот дом. Што кажуваат овие бројки? Нешто што нас највеќе не изненади позитивно, би рекол е тоа што скоро секако во сите 3 студентски дома висок е процентот на оние студенти кои што изјавуваат дека нема корупција во студентскиот дом. Меѓутоа, што радува или секако што укажува на фактот дека можеби навистина работи кои што знаевме дека во минатото се случуваат како користење на непотизам, лични врски, партиски врски, слично за подобар третман, подобра соба и слично се намали. Меѓутоа сега тука останува и општо прашањето како студентите при одговарање на прашањето кои ја прецепирале корупцијата, дали со сите нејзини појави или само специфични и слично. Меѓутоа како и да, интересно е да се напомене дека за ова дека они најчесто имаше одговор дека они лично не би направиле, дека би им пречело доколку некој друг би направил, меѓутоа дека имаат искуства втора рака, дека некој друг они што го познаваат направил некакво коруптивно дејствие. Но она што ние дополнително сакавме да ставиме фокус, а тоа е да фактот што голем дел од студентите не знаат каде да пријават корупција, што впрочем можеби е за нас најалармантно. Зошто? Поради тоа што еве студентот да кажеме и да примете дека има корупција, да смета дека тоа не е во ред, дека не е фер и да се охрабри да пријави, при тоа да имаме на ум дека овие 3 постапки што ги кажа се навистина специфично, односно не секој има желба, не на секој му пречи, не секој се охрабрува да пријави корупција, дека они не знаат каде да ја пријават корупцијата. И со тоа впрочем ние ја затвараме вратата за оние што се охрабрени да го решат проблемот, да иницираат некаква промена, им го земаме условно кажано тоа право, поради тоа што се соочуваат со ситуација каде што не знаат каде да пријават. Меѓутоа дополнително еден друг проблем што се јавува тука во врска со пријавувањето, односно одбивањето да се пријави конкретна коруптивна појава во домот е невербата дека нешто ќе се смени, односно немањето верба дека нешто ќе се смени, што дополнително укажува на проблемот дека и покрај тоа што некој би се охрабрил, сепак знае дека нема да направи нешто, дотолку повеќе што можеби би имала и некаква негативна реперкусија по истиот студент, дали е тоа, не знам, намалување односно влошување на односот помеѓу управата, имање на пик, она што се вика народски кажано, или пак дополнителни проблеми кои што би се ги створил студентот или студентката. Така да во главно во однос на корупцијата тие главни проблеми што ги увидовме, дека студентите не се информирани, но меѓутоа дека исто така чувствуваат дека нема да променат ништо доколку пријава. Секако тоа е една и од препораките ние кои што имавме, дека ова единствено може да се смени само преку подобра комуникација, но пред се поголема соработка што секако ќе допринесе до поголема доверба помеѓу овие две клучни страни во студентскиот дом, тоа е управата и студентите. Да се надоврземе на овој муабет, ме интересира мислењето на студентите. Сара и Благојче, дали како станари во студентски дом би искористиле врски за да добиете подобра соба или би пријавиле ако знаете таков случај? Сара па Благојче. Јас Сара, така? Да. Добро. Студентите. Добро. Јас реално да речеме дека трета година, значи со ред седам во истата соба, така да никогаш не ми паднало на памет да фатам некои врски за подобра соба или подобри услови, било како. Ако евентуално постои нешто така, можам слободно, значи, додам да се обратам, како што викате со комуникација, може, значи, буквално се да се среди секој проблем. А реално немам, значи, ни слушнато ни некои така студенти да фаќат врски за такви некои работи. Лично, ако мене некој така ми се пожали, јас одма ќе реагирам, јас сум многу против тие работи. Лично јас. Сега досега никој ми се нема пожалено на такво нешто, а да биде нешто така, тоаш веднаш би реагирала. А каде би реагирале? Каде би пријавиле? Па најверојатно директно во управата кај директорката. Пред да го прашаме Петар каде се пријавува корупција во студентски дом, ме интересира мислењето и на Благојче.
Јас веќе трета година сум во Пелагонија исто и за 3 години сменив 3 различни соби. Меѓутоа, во однос на прашањето дали има не, знаете како кога се вселуваме ние во Пелагонија малку поразлични се работите, затоа што доколку јас сум седел лани на пример во карикирам 330 соба и годинава знам дека мене ми била таа убава соба и годинава јас би замолил колку може тистата соба да ми се чува. Значи тоа е се од врски. А јас мислам дека не би имало да од потреба да фаќаме ние врски или да се јавуваме ваму таму, зошто дека таа соба требало да се чува. Не, едноставно доколку таа соба е слободна, доколку никој не студент не е искористил, а јас знам дека редоследно се користат собите во Пелагонија затоа што 8 спрата се нели ние што викаме таа машка зграда и почнувајќи од 8 спрат, првин се помнат 8 спрат, па после 7, па 6, па 5 и надоле. И сега доколку јас одам во не знам, втор ден на вселување и можам да прашам дали таа и таа соба е слободна. Доколку е слободна, јас ќе се вселам во таа соба, доколку не е слободна, ќе се вселам во таа соба која што е наред за вселување. И мислам дека е сосема окей. А на прашањето дали би пријавил некој дека користел врски, видете, немате јас потреба што да го пријавувам, затоа што кога тој дошол на такво ниво да барат врски за една соба да имат во студентски дом, тоа што би направиле понатака и што би како би изреагирал тој, меѓутоа јас мислам дека и да реагират во Пелагонија ве стрикно дека немат да му користат многу тие врски во однос на соба. Петар, каде да пријават, ако треба веќе да пријават? Не постои некој, би рекол, генерално правило за тоа каде треба да се пријави, меѓутоа еве како модел кој што можеби е најсоодветен е лица да има одговорност за корупција, конфликт на интереси и слично, каде што можеби да се гарантира дека ќе има анонимност. Ова кажувам поради фактот што еве дури да се охрабриме, да сакаме да пријавиме до управата, да кажеме што доколку директно по управата е вмешана во некакви коруптивни действија или баш во рамки од некој човек или индивидуа во управата произлегуваат тие действија, дали давање на подобра соба или слично, така да би рекол дека индивидуално, меѓутоа како модел мислам дека најсоодветно е да има соодветен човек кој што би ја пријавил, би го одговорен специфично за тоа. Меѓу другото, како што секако би се гарантирала независноста, објективноста и непристрасноста, се со цел да може да се реши проблемот. Меѓутоа, не секогаш нужно е потребно да се има човек кој ќе биде специјализиран за таа работа, доволно е да знаеме доколку има една индивидуа внатре во рамки на раководството што е доволно свесна, кредибилна и професионално си ја врши работата, дека и со самото тоа што ќе се пријави кој тој човек дека таа ситуација ќе се реши. Сара Симовска, нашата архитектка, ако животот во студентски дом, како што споминавме на почетокот некаде на емисијата, во странство е ништо очекувано, кај нас некако сместувањето во студентски дом не е баш најпосакуваниот избор. Сега, што треба да имаат во предвид институциите кога реновираат или кога градат од почеток можеби студентски дом? Како еден млад човек и како архитект, кои би биле вашите препораки? Да. Вака, си има стандарди за студентски домови, сега тоа е голема и долга тема, мислам, тоа треба сега вака да ви држам предавање еден семестар. Али па има различни типови на соби, дали се дупли, дали се единечни, дали имаат тоалет, најчесто би требало да имаат тоалет сите во собата, се не знам како имаат, дали имаат заеднички тоалети и бањи, иако се може да имаат и заеднички, меѓутоа нели подобро да имаат барем двајца една бања. Значи во однос на мислам дека не би се правило нов студентски дом во скоро време, доколку би се правило таков ќе се почитуваат стандардите, доколку би се реновирало, нели треба да, значи многу ме нервира мене нешто што постои кај нас, тоа е тендер. Тоа е нешто најлошо што постои. А во смисол, ако треба нешто ново да се направи, се избира фирма која што ќе го изведува и таа фирма се избира по основ на најниска цена. И онда ние имаме нови работи кои што се прават, било какво реновирање, кое што трае 3 години максимум. Значи, ако нешто треба да се прави, треба да се мисли за наредните 50 години да трае. Значи, они ќе стават некој ламинат или некој
ефтини материјали, некои ефтини певеца прозори, како што ги изреновираа сите средни училишта, ќе зашлјакаат некоја боја, ајде бојата мање више, мислам се ако збориме за условите. Битно е да се искористат според мене поквалитетни материјали, затоа што подобро е еднашка да се изреновира како што треба и наредните, ајде не 50, ама 20-30 години да се знае дека ќе биде добро, затоа што студентски дом почесто треба да се реновира затоа што повеќе луѓе циркулираат, повеќе како што кажа како му беше името, Благојче и Стара. Благојче, да, дека ги менуваат собите, значи нормално секој човек си носи свој мирис, свој, нели, се троши собата. Значи кај нас многу се заборава на зборот maintenance. Значи кога се планира буџет за една зграда, се планира колку ќе кошта таа зграда, ама и колку ќе кошта да се одржува таа зграда. Значи не можеш ти да изградиш нешто и да го оставиш на времето да стои таму во просторот негде. Треба да се реновира. Еднаш годишно треба да се реновира домот. Од типот да се кречи, нели, да се поголеми работи како плочки, да се менуваат прозори, да се менуваат паркети на 10 години можеби. Не знам, кревети може да се менуваат на 10 години. Затоа што реално во тој душек спиеле колку луѓе. Мислам, тоа е хигиенски потребно, нели, има различни паразити, болести што се пренесуваат преку душеци, на пример. Така што тоа треба да биде најосновно, не треба да биде луксус. Тоа треба да биде најосновна работа. Ако правиш студентски дом. Ако не прави студентски дом, едноставно. Али кај нас работите, не знам зошто така некако, мислам, ова што го зборите, стравот, стамот, битно, студентските домови се најбитните места каде што се креира, или факултетите, нашата нација понатаму, зашто тие луѓе утре ќе влезат во општеството и таа практика која што имаат на плашење, на криење, на утре ќе ја продолжат во реалниот живот, во работата. А ако создадеме едно критично општество во самите студентски домови, во самите факултети, тогаш имаме гаранција дека подоцна ќе имаме многу подобри, нели, возрастни луѓе. Така што многу е битно како се посветува внимание на овие луѓе кои што се внатре во студентските домови. Сара и Благојче, што вие би смениле во домот како што сте сместени, за да има подобар живот, посебно сега во едно време на пандемија? Сара па Благојче. Што би смениле? Сега што знам, таа е некоја широка тема, така повеќе за размислување, ама знаете како, секојаш има простор за реновирање, секојаш има простор за нешто ново да се измени во студентскиот, така да, не знам, то сега лично стварно не ми текнува, ама гледаме цело време се почесто и почесто да добиваме некои нови идеи и цело време да ги мотивираме и другите студенти, секоја идеја нив што ќе му падне на памет да ја реализираме. Меѓутоа стварно сега со ова со короната ми се чини сите дека сме закочени, не ни паднало на памет. Еве сега во блиска иднина знам дека во 2 блока, ми се чини во нашиот А и во Д блок ќе се мести ламинат по собите. Тоа ни е сега следен чекорто ќе ни биде во блиска иднина. Ќе се мести ламинат, па после во подалечни, не можам да речем дека ќе има целосно реновирање на еден од блоковите. Едниот веќе е реновиран, тој е С блок, тој мислам дека пред неколку години беше еден од кај нас конкретно, најпропаднат да не речем од блоковите. Сега тој е целосно реновиран и следно ќе биде друг блок, а во овие следните двата блока ќе има местење на ламинат, така да можам стварно да се пофалам дека сега барем имаме некои нови работи што стварно ќе му бидат од корист на сите студенти. Па за потека ќе видиме. Во Пелагонија што се случува, Благојче? Во Пелагонија моментално пред да се вселиме имаше кречење на собите и менување на некои работи. Знам дека беа санирани дел од вецињата, да се отстрани влагата и слично, меѓутоа доколку разговараме и доколку е да кажам тема на муавет кои работи би ги смениле во текот на ова ек на пандемија, јас мислам дека би било повеќе тоа да се изразам ментално здравје, тоест да имаме повеќе, не знам, онлайн нека бидат тие дружења. Знаете како, пошто моментално најмногу сме напаѓани, да кажем, од сите страни, како нели корона, едно друго, јас мислам дека многу повеќе би влијаела дружбата
и расположението кое што го имаме самите меѓу себе, не знам, ете, например, имаме група на Facebook, студентски дом Пелагонија, се уклучуваат тројца или четворица, оние кои што ги биваат, нели, да направат некој стендап или не знам што и да било лайв, и нека се смеат барем една вечер студентите. И јас мислам дека тоа би било многу подобро него сега да ставаме акцент, не знам, ајде ќе реновираме клуб, студентскиот клуб на Пелагонија ќе го реновираме. Не можеме да го искористиме, џабе ќе го реновираме. Ние да, можеме да го реновираме, од кога ќе помине се тоа, например, април, мај. Најбитно е сега ние помеѓу себе да се поттикнеме да не размислуваме толку многу, затоа што од сите страни сме реално нацапнати со тоа дека толку заболени имало на вести, па читаш на Facebook толку заболени, толку починати, излегуваш на кафе тема на муабет, ковид ситуацијата, не знам, правиш муабет со било кој да е, се околу короната. Луѓе, дајте да промениме малку нашите размислувања, барем за вечер нека бидат поинакви. Значи за вечер да се смееме. И јас гарантирам дека оној кој што вечерва би се смеел на некој работа или кој што вечерва би пеел, макар и онлайн, не можеме да направиме журка. Ама дајте тројца, четворица што знаат да свират на гитара од различни соби, нека се уклучат и нека свират. Ние другите ќе следиме, ние ќе си пееме од соба сам по сам, ама ја мислам дека многу подобро ќе биде тоа. Веројатно и тоа не е тешко да се направи, само некој треба да го иницира, не? Да, апсолутно, мислам, двајца доста се. Еден да почни, другиот да се приклучи, јас мислам дека тоа би било многу најлесниот начин за да го поминиме сето ова. Барем сега за сега, јас така сметам. Нека да сме скрос на крајот на оваа емисија, ќе сакам да ги слушнам уште препораките од истражувањето од страна на Петар. Оно што ме интересира е кои се оние главни препораки за подобрување на животот по студентски домови во моментов да сме во пандемија, меѓутоа се надеваме дека нели за известно време таа и ќе помене и дека животот ќе стане многу по-нормален, ако можам да го кажам овој збор. Кои се главните препораки, Петар, и дали има слух кај институциите? Така, ние ги групиравме нашите препораки во 4 области. Првата област е подобрување на инфраструктурните услови во домовите и функционалност на внатрешните простори. Тука подразбираме дека освен што е потребно на реновирање и одржување, што го спомена и Сара, дека потребно е можеби и креирање на нови соби, на нови простори, како што се читални или библиотеки и слично, поради тоа што видовме дека и на студентите тоа им недостасува, меѓутоа тоа би рекол еден есенцијален дел од еден сам студентски дом. Вториот дел препораки беа во насока на зголемување на буџетот за работа на домовите и поддршка на финансиската самодржливост. Тука освен тоа што апелираме да се зголемат буџетите на самите студентски домови и секако и буџетот на Министерството образование и наука како одговорно Министерство за капитални инвестиции во домовите, апелираме и тоа домовите да се фокусираат малку повеќе на нивна финансиска самодржливост. Тука повторно би го спомнал примерот на студентскиот дом Кочо Рацин Битола, каде што еве може да видиме дека менеджментот на вистина знае како да го одржува домот од сопствени приходи, односно да не ги чека средствата само од Министерството, туку напротив, еве во летниот или зимскиот период да има престој на туристи, на студенти, на луѓе што мора да бидат во градот, на работници или што слично, или пак користење на мензата за учество на тендери односно креирање на храна од страна на мензата во студентскиот дом за други институции и предпријатија што дополнително внесува дополнителен број на приходи, така натаму и така натаму. Овој вид на појава на финансиска самодржливост за жал не е присутен во домовите во кои што во другите домови, односно во студентскиот дом Пелагонија и браќа Миладиновци Штип. На вчера на презентацијата представничката од студентскиот дом Пелагонија напомена дека они порано во минатото обезбедувале одреден број на приходи од страна на изнајмување на собите, меѓутоа со текот на времето и со би рекол инфлацијата на хотели и на хостели и Airbnb и слично, дека нормално дека се намалила побарувачката. Во однос на другите препораки, тоа е понатаму зголемување на транспарентноста во работата на домовите и да не должам повеќе, едно од најглавните работи тоа е дека домовите мора да имаат функционални веб страни. Не можеме во 21 век се уште да имаме домови кои што немаат функционални веб страни каде што студентите ќе може да се информираат за разни работи. Тука почнуваме од најосновното како да аплицирам, односно зошто ако сум во некој град надвор од Скопје да морам да доаѓам специјално до Скопје за да аплицирам.
понатаму основни информации кои што им требаат на домовите. Соби, колку има, како изгледаат собите, дали сакам да одам во тој студентски дом или не сакам да одам во тој студентски дом, нивните права, обврски, известување од страна на менеджментот. Меѓутоа, и потребна ни оваа дигитализација и за олеснување на работата и на самата управа. Дополнително, кога зборувавме за проблемите со кои што се соочуваат студентите, да не биде фокусирано единствено на морам да го најдам одговорниот човек, па дали е на смена или не е на смена, туку зошто да нема, например, некој копче или било што на страната на студентскиот дом, каде што студентот многу едноставно може да го пријави проблемот, па понатаму самиот менеджмент ќе упати кој е одговорен. И Само кој се ме интересира, Петар, бидејќи ни истекува времето, ги имате овие сите препораки, ги кажавте значи на надлежните на раководството. Дали има интерес за подобрување на работите од нивна страна сега кога имаат некаков си документ што би требало да направат, иако може би голем дел од работите и претходно ги знаеле? Па, да, точно дека ги знаеле. Еве да кажам дека можеби се појавува интерес, меѓутоа останува да видиме. Секако ние се надеваме дека овие препораки како ќе бидат земени предвид, поради тоа што на крајот на денот ние овие истражувања не ги правиме со цел да покажеме прст некому дека не си ја врши работата, туку баш напротив да помогнеме во како вистински да се заврши работата, каде што ќе имаме и задоволни студенти, меѓутоа и функционални студентски домови. Ви благодарам на сите за денешното учество во оваа емисија. Претпоставам дека од благочиот царе и понатаму ќе има притисок врз раководствата за подобри услови за живот, а дека нашата архитектка, ја наречам тука Сара, ќе добива позитивни реакции за реално користење значи на оние мали интервенции кои што беа направени во студентските домови. Ви благодарам уште еднаш и на вас кои што ја следавте оваа дискусија. Останете и понатаму со содржините на Радио Мов.